Прво и основно, мислам дека ова е бегање одговорност на ВМРО да помане, значи нема потреба да се состанува само опозицијата, треба фактички сите. Но, од друга страна, еве јас ќе ви кажам, ние имавме соопштение, кај што рековме во ред. Ако веќе ни ја префрлаа топката, ние го прифаќаме предизвикот, ќе свикаме средба на опозиционите партии. Ние тоа вчера го најавивме, планираме од понеделник официјално и да ги поканиме. Трите најголеми опозициони партии, СДСМ, ДУИ и Левица, сите се за една изборна единица, иако тука имаме несогласување околу прагот, дали треба да има праг, колкав праг. И ја мислам вака, ракавицата е фрлена, ние можеме трите партии да се состанеме и да излеземе со предлог за една изборна единица, па да видиме дали власта навистина сака демократизација, идење кон реформа на една изборна единица или само блефира. Околу расположението не би можел да преюдицирам сега, тоа треба да самите партии да се изјаснат, а ние сме за продолжување на процесот, еве и овој до 15 јули грејс период ако го пробиеме, нема зошто да не продолжиме да работиме, дали во Министерство на правда, ево и со нов министер, дали да продолжиме собранието, небитно, значи ова е пребитна реформа и за прв пат мислам еве и под силен притисок на левица имаме придвижување кон консензус за една изборна единица и мислам дека тој моментум не смее да се испушти.